Се уваме тука близко до Ватикан, каде, како што кажа ти, утре ќе биде главниот настан, председателот Ѓорѓе Иванов ќе биде примен од папата Франциско. Овај прием, ова аудиенција на председателот Ѓорѓе Иванов ќе биде во рамки на одбележувањето на светите Кирил и Методи. Председателот Ѓорѓе Иванов директно од Москва дојде тука во Рим. Денеска ја започна оваа дводневна посета во рамки на одбележувањето на свети Кирил и Методи со посета на 3 базилики овде во Рим. Станува збор за 3 цркви кои на некаков начин се поврзуваат со Македонија. Најпрво започна со Сан Клементе, станува збор за црквата во која се наоѓа гробот на свети Кирил, таму делегацијата предводена од председателот положи цвеќе, потоа продолжија заедно во црквата Санта Марија Маџоре, станува збор за црква која исто така на некаков начин се поврзува со свети Кирил. Таму практично тој кога дошол во Рим ја одржал првата миса на словенски јазик воопшто во Рим. Од тука заминаа во својата последна дестинација, станува збор за базиликата Свети Павле, станува збор за црква во која се закопани моштите од овој апостол кој за време на својата дејност поминал и низ Македонија. Предлагамо приложение да видиме како помина овој прв ден од посетата на председателот Иванов. Дводневната посета на Рим и Ватикан по повод одбележувањата на празникот Свети Кирил и Методи, председателот Иванов ја започна со посета на 3 базилики. Прво базиликата Сан Клементе, храмот во кој е закопан Свети Кирил. Таму се поклони на неговиот гроб над кој стои плочата на македонски посветена на просветителот. Годинашните чествувања на деновите на Свети Кирил, денес на овој голем христијански празник Спасов ден ги почнавме со положување на венец на гробот на Свети Кирил во базиликата Сан Клементе. Бидејќи таму се и моштите и таму е споменот кој секоја година се одбележува од сите словенски народи. Значи Свети Кирил толку векови по неговата смрт ги обединува сите словенски народи и можеше да се види дека чествувањето од сите словенски народи, благодарноста е токму на тоа место. Дел од делегацијата беа и епископот Европски Пимен, владиката Тимотеј, македонските амбасадори во Италија Шамбевски и Ватикан Звонко Јанкуловски, како и заменик министерот за култура Неделковиќ. Од базиликата Сан Клементе делегацијата предводена од председателот Ѓорѓе Иванов замина во базиликата Санта Марија Маџоре, уште една црква што се врзува со Свети Кирил. Кога стигнал во Рим, во неа тој ја одржал првата богослужба на словенски јазик. Искористивме приликата со делегацијата да ја посетиме и базиликата Санта Марија Маџоре, каде Кирил и Методи кога дошле во Рим, на тоа место се осветени од тогашниот папа книгите на словенски јазик, светите книги на словенски јазик. А и во токму во таа базилика е прв пат во Рим службата изведена на словенски јазик и таа затоа е од многу големо значење. Третата базилика што ја посети председателот Иванов беше црквата Свети Павле, во која се наоѓа и неговиот гроб. Овој апостол е важен за нас поради тоа што светата мисија во Европа ја започнал токму од Македонија. Павле е толку значаен за нас бидејќи во делата апостолски, точката 16.9 е она по која не знаат како македонци, затоа што тогаш видението му се јавува на Павле додека е во Троја, а тоа е македонец и му вели дојди во Македонија помогни ни. Утре на вториот ден од посетата, председателот Иванов ќе биде примен од папата Франциско. Станува збор за редовна годишен прием на нашата делегација кај папата Франциска. Секоја година по повод овој празник наша делегација доаѓа тука во Рим и во Ватикан. Оваа година редот е на председателот Ѓорѓе Иванов. Секоја година се менува нашата делегација, некогаш ја предводи председателот на собранието, некогаш премиерот на владата. Како и да е, станува збор за протоколарна средба пред се, иако секако ќе биде искористена можноста да се разменат мислења и за актуелните состојби и во Македонија и глобално во светот. Да не заборавиме дека папата и во својата последна миса тука што имаше на плоштадот пред црквата Свети Петар ја спомена и Македонија и изрази загриженост за тоа како се одвива ситуацијата кај нас. Инаку денешниот ден не е се уште завршен. Во овие моменти во театарот Џионе тука во Рим председателот Иванов присуствува на концерт на нашата етногрупа Баклава. Концертот треба да започне во секој момент, па доколку има можност, можеби вечер повторно да се слушнеме и гледачите да видат дел од атмосферата таму.